Здраво на сите и добродојдовте во новата епизода од нашиот подкаст Пулсот на Јане. Јас сум Мартина Терзиева и денеска ќе зборуваме на тема која што станува се попопуларна меѓу средношколците. Дуалните паралелки, особено во профилот е-трговија и дигитален маркетинг. Многу од учениците се прашуваат што точно се учи таму. Дали навистина се работи со компании и дали вреди да се запишете во оваа струка? Со мене денеска се моите соученици Михаел Бараковски и Сара Кончалиева, кои ќе ни помогнат да дознаеме повеќе. Добре дојдовте. Здраво, фала за поканата. Здраво. За почеток, кажете ми што всушност се дуалните паралелки? Од наједноставно кажано, дуалната паралелка е образование каде што освен учење теорија во училиште, ние имаме исто така и практична работа, односно не учиме само од книги, туку учиме како функционира работа во една фирма, како функционира еден бизнис, како се гради бизнисот, како се почнува, како да го продолжиме и така натаму. А која е максималната бројка на ученици кои што може да се запишат во оваа паралелка? Па во еден клас може да има најмногу 25 ученика, што тоа прави многу пријатна атмосфера, лесна за работа и овозможува добра соработка со учениците и професорите. Михаел, како ти се чувствуваше на почетокот на учебната година? Па на почетокот беше малку збунувачки. Ново училиште, нови класови и многу нови термини, дигитални кампањи, инпут, ризик, но тоа со време се учи и станува интересно за учење и работење. И јас го имав истото чувство, но сега кога сум втора година, гледам колку многу сме напреднали и колку работи веќе ни се познати. Што точно учите во оваа насока? Учиме многу интересни поими и работи кои ќе ни бидат многу корисни за воеднина. Например, како се отвараат онлайн продавници, како се прават реклами за интернет, како ние да држиме една социјална мрежа на некои компании и други работи. Исто така учиме и за SEO оптимизација, што значи како една веб страница да се појавува поднапред на пробарувачите. Исто така учиме и за анализирање, како реклами, придонес и други работи. Можем и јас да се согласам и да кажем дека не е само постирање реклами на социјалните мрежи. Не баш, барам многу стратегија, анализа и креативност реално. А дали работите во вистински компании? Да, ние имаме пракса во компании каде што сме на реални ситуации и на реални проекти и учиме директно од професионалците. Таа започнува во прва година и до крајот. Може да се надоврзам и да кажем дека ние како практиканти имаме многу голема предност затоа што пример добиваме некои задачи или активности од нашите ментори, пример направи свој бизнис план. И сега ние правиме анкети за тој бизнис план, правиме различни анализи за него, целна група, такви работи и имаме насока, професионална насока од нашите ментори. Интересно. Една работа која многу ученици ја прашуваат. Дали добивате и стипендија? Па да, учениците од дуалната паралелка добиваат стипендија од Министерство за образование и наука. А дали има некои услови за тоа? Па потребно е ученикот да има најмалку просек 3, односно да има добар успех за да може да добие стипендија. Тоа служи како многу добра мотивација за учениците да се трудат и да добијат подобар успех во училиштето. Да, тоа е една од поголемите мотивации. Да, баш звучи мотивирачки. А кои се најголемите предности од оваа насока? Па има многу големи предности. Прво е тоа што стекнуваме работни вештини уште додека сме ученици и мене многу ми се допаѓа тоа што го учиме тоа што ни е интересно, односно учењето не представува обврска за нас, туку представува интересна активност што се стекнуваме со повеќе знаење. Да, и тоа што тие вештини што ги учиме се многу барани од сите компании и од сите предпријатија на светот. Тие се многу ценети и додека постои бизнисот, има потреба и од дигиталниот маркетинг. Но сигурно имате и некои предизвици за тоа. Да, понекогаш треба да го балансираме нашиот живот и училишниот живот заедно со праксата, но тоа не учи само да сме поодговорни и поспремни за реалниот живот понатаму. Се согласувам. Ајде сега некои прашања за вас. Кажете ми, кое е вашето мислење за дуалната струка? Јас мислам дека тоа е многу добра можност, бидејќи од рано стекнуваме реално искуство за животот и за еднината. И јас се согласувам, но јас мислам дека не е за секого, затоа што бара многу голема одговорност и дисциплина, што реално секој не е спремен да ја даде. Дали некогаш сте се почувствувале преоптеретено? Да, како што реков, некогаш е потешко да го балансираш својот живот со училишниот, но не е многу тешко.
Исто и кај мене, имало денови каде што е било стварно напорно да се издржи се, но мотивацијата за да се научи повеќе пак е победила. Според вас, дали ова е иднината? Искрено мислам дека дуалното образование има голем потенцијал да биде нашата иднина, затоа што, како што кажавме, не учиме само од книги, туку учиме како функционираат професиите и учиме работи кои навистина не интересираат. Исто така, овој начин на учење направи поподготвени за иднината и добиваме повеќе можности за вработување во големи компании. Дури некои од практикантите остануваат на работа каде што одат на пракса. Од денешниот разговор можеме да заклучиме дека дуалното образование во е-трговија и дигитален маркетинг нуди вистинско искуство, практични вештини и можности за воеднината. Сара, Михаел, ви благодарам што бевте дел од денешниот разговор. Благодариме и ние. Ако сакате да учите, да стекнете вистински вештини и да имате добра причина зошто по цел ден сте онлайн, можеби ова е вистинската насока за вас. И за крај, голема благодарност и до Радио Марија за огромната поддршка. Се гледаме во следната епизода.